Da se odredi dali red od soopšt člen minus 1 na stepen k po kvadratni koren od k plus 1 vrst k apsolutno ili uslovno konvergira. Najprvo, ki ispitame, da li ovaj red apsolutno konvergira. Da go razgledame, red od apsolutni vrednosti definiran za ovaj red. To je red od soopšt člen absolutna vrednost minus 1 na stepen k po kvadratni koren od k plus 1 vrst k, što k se bliži od 1 do plus beskonačnosti. Ovaj red je jednakov na beskonečen red so opšt člen apsolutna vrednost od minus 1 na stepen k po apsolutna vrednost od kvadratni koren od k plus 1 vrst apsolutna vrednost od k. K se bliži od 1 do plus beskonačnost. Pa imamo 1. A vidimo što se dobiva. Imamo beskonečen red so slijeden opšt člen. Minus 1 na bilo koji stepen dava ili 1 ili minus 1. Pa taka apsolutna vrednost od 1 je 1 i apsolutna vrednost od minus 1 je 1. Od tamo apsolutna vrednost od minus 1 na stepen k je jedinica. Kvadratni koren od k plus 1 je sekogaš pozitivno brojče, pa taka apsolutna vrednost od pozitiven broj je samija toj broj. Odnosno broj od k, kvadratni koren od k plus 1. Znamo da k se bliži od 1 do plus beskonačnost, pak je od toga što k je pozitivno, apsolutna vrednost od pozitiven broj je samija toj broj. Pa v imenitelju imamo samo k. K se bliži od 1 do plus beskonačnost. Opštio člen na red koji što го dobивме е kvadratni koren od k plus 1 vrст k. Vredността на kvadratni koren od k plus 1 е секогаш поголема од 1, па така, ако во броителот ставаме 1, односно помал број од овај број kvadratен корен од k plus 1, ќе добијам помало нешто. Се разбира доколку во именителот остане k. Вредноста на k plus 1 уште еднаш на kvadratен корен од k plus 1 е секогаш поголема од единица. Па така, таа вредност, ако ја заменам со 1, која што е помала вредност, од нејзе ќе добијам помала дробка. Се разбира доколку во именителот ја оставам истата вредност, но вредноста за k. Редот со општ член 1 врз k, што k се движи од 1 до плюс бесконечно, знаеме дека е хармониски ред. Хармониски ред. И знаеме дека хармонискиот ред е дивергентен, односно овој ред дивергира. Наредно ќе го примерам тестот на споредба за редот со општ член 1 врз k и редот со општ член квадратен корен од k плюс 1 врз k. Бидејќи помалиот ред дивергира, според тестот на споредување можеме да кажеме дека и редот со општ член k еднакво на со општ член квадратен корен од k плюс 1 врз k, кај што k се движи од 1 до плюс бесконечност, а тоа е овај ред, односно редот од апсолутни вредности дефиниран за овај ред, односно редот од апсолутна вредност од минус 1 на степен k по квадратен корен од k плюс 1 врз k, каде што k се движи од 1 до плюс бесконечност дивергира. Уште еднаш. Бидејќи помалиот ред е хармониски ред, кој што сите знаеме дека дивергира, според тестот со споредување, може да кажеме дека и поголемиот ред дивергира, односно бесконечниот ред со општ член квадратен корен од k плюс 1 врз k, кој што е еднаков со бесконечниот ред со општ член апсолутна вредност од минус 1 на степен k по квадратен корен од k плюс 1 врз k дивергира. Бидејќи е овај ред тука е редот од апсолутни вредности дефиниран за овај ред, може да кажеме дека дадениот ред во задачата, односно редот со општ член минус 1 на степен k квадратен корен од k плюс 1 врз k, каде што k се движи од 1 до плюс бесконечност, апсолутно
апсолутно дивергира. Со првиот дел од задачата завршивме, односно покажавме дека дадениот ред апсолутно дивергира. Бидејќи тоа време дека дадениот ред апсолутно дивергира, мора да испитаме на друг начин да... Бидејќи добивме дека дадениот ред апсолутно дивергира, мора да испитаме дали редот условно конвергира. Да забележиме дека имаме алтернативен ред со општ член минус 1 на степен k по ак, каде што k се движи од 1 до плюс бесконечност. За да покажам дека овој ред конвергира, ќе го искористам тестот за испитување на конвергенција на алтернативни редови на Снойлайницовиот критериум. Да ја разгледаме низата со општ член ак, каде што k се движи од 1 до плюс бесконечност. Видовме дека таа се врши низа со позитивни членови, па така може да продолжиме со примера на Лайницовиот критериум. Прво треба да покажеме дека оваа низа е опаѓачка низа. Да разгледаме функцијата, чие што правило е исто со општиот член на оваа низа, односно а тоа е функцијата, наместо кога сега пишуваме x квадратен корен од x плюс 1 врз x. Доколку оваа функција е опаѓачка на одреден интервал, на тој ист интервал и низата со вака дефиниран општ член е опаѓачка. Тоа го работавме кога работавме низи. Ќе го пресметам првиот извод на функцијата. Кој прв извод е помало од 0 за вредности на x од 1 до плюс бесконечност, тоа може да кажеме дека оваа низа е монотонна опаѓачка на интервалот од 1 до за било кој вредности на k од 1 до плюс бесконечност. Се враќаме тука да пресметаме изводот, имаме изводот количнит, тоа е еднакво на во именителот имаме x на квадрат, додека во броителот имаме изводот функцијата која што е во броителот, тоа е квадратен корен од x плюс 1 по изводот тоа што е во именителот, минус функцијата која што е во броителот по извод од функцијата која што е во именителот, или тоа е еднакво на во именителот. Останува x на квадрат, изводот квадратен корен од x плюс 1 е 1 врз 2 по квадратен корен од x плюс 1 по x имаме тука, минус квадратен корен од x плюс 1 по изводот x, изводот x е 1 по единица. Во наредниот чекор, изразот кој што е во броителот, ќе го запишеме под заеднички именител. Долу во именителот имаме x на квадрат, тука ќе имаме 2 пати по квадратен корен од x плюс 1. Имаме x, 1 по x е x, минус. Бидејќи овој член ќе го делам со 2 пати по квадратен корен од x плюс 1, треба и да го помножам по 2 пати по x плюс 1, да видиме што се добива. Квадратен корен од x плюс 1 по квадратен корен од x плюс 1 ќе даде x плюс 1 и оваа двојка само ќе го множи, тоа имаме 2 пати по x плюс 1. Тоа е еднакво на. Пак, овој израз во именителот го препишувам, тука ќе го препишам 2 пати по x плюс 1, додека тука ќе се добие x минус 2x минус 2, тука имаме единица, оваа двојна дробка ќе запишам како обична дробка, па ќе имаме 2 по x на квадрат по квадратен корен од x плюс 1, додека во броителот ќе имаме 1 по x минус 2x минус 2. Да забележиме тука x минус 2x е минус x минус 2, значи ќе добиеме тука. Минус x минус 2 по 1 е минус x минус 2. Или ова можем да го запишам уште како
ovo imenitelot тоа што го препишувам 2 пати по x на квадрат по квадратен корен од x плюс 7, додека тоа што во броителот ќе извадам 1 минус пред заграда, тука ќе добиам x плюс 2. X на квадрат е секогаш позитивен. Квадратен корен од x плюс 7, знаеме сите дека квадратен корен е секогаш позитивен, од нешто е секогаш позитивен број. Така, ова е позитивно, 25 е позитивно. X плюс 2 е позитивно за вредности на x од 1 до плюс бесконечност. И овај дел тука е секогаш позитивен за вредности на x од 1 до плюс бесконечност. Па поради овај минус кој што го имаме тука, ова целото видовме дека е позитивно. Поради овај минус ќе стане негативно, значи имаме минус од позитивен број кој што е негативен, па се добива негативен број, односно целиот овај израз ќе биде секогаш помал од 0 за вредности на x од 1 до плюс бесконечно. Значи таму не интересира каков е изводот на функција, односно каква е монотонноста на функцијата. За вредности во интервалот каде што се движи, во кој што се движи k. Па така добивме дека прв извод од x е секогаш помал од 0 за вредности на x од 1 до плюс бесконечност. Значи првиот извод на вака дефинираната функција со правило кое што исто со општиот член на низата, може да кажеме дека низата АК, што К се движи од 1 до плюс бесконечност е монотонно опаѓачка низа. Првиот услов од Лебницовиот тест го покажавме, односно покажавме дека оваа низа е монотонно опаѓачка низа. Останува уште да покажеме дека таа конвергира кон 0. Во наредниот чекор ќе покажеме дека низата со општ член АК конвергира. Пресметуваме лимес од општиот член на низата лимес од АК, кога К тежи кон плюс бесконечност. Имаме лимес од квадратен корен од К плюс 1 врз К, кога К тежи кон плюс бесконечност. Кога К тежи кон плюс бесконечност, квадратен корен од К плюс 1 тежи кон плюс бесконечност. Имаме бесконечност плюс 1 е бесконечност, квадратен корен од бесконечност е бесконечност. Значи во броителот имаме бесконечност. Јасно, и во именител, бидејќи К тежи кон плюс бесконечност, имаме плюс бесконечност. Бидејќи кај овој лимес имаме неопределеност од овој облик, може да употребиме да примениме Лопиталово правило. Па така овој лимес е еднаков на лимес од изводот функцијата која што е во броителот врз изводот функцијата која што е во именителот. Кога К тежи кон плюс бесконечност. Имаме лимес од изводот функцијата која што е во броителот плюс изводот кон функцијата која што е во именителот кога К тежи кон плюс бесконечност. Имаме лимес од изводот квадратен корен од К плюс 1 е 1 врз 2 пати по квадратен корен од К плюс 1, додека извод од К е единица. Лимесот го пресметуваме кога тај К тежи кон плюс бесконечност. Ја следуваме оваа дробка. Имаме лимес од 1 врз 2 по квадратен корен од К плюс 1, кога К тежи плюс бесконечност. Кога К тежи кон плюс бесконечност, К плюс 1 тежи кон плюс бесконечност. Па така, квадратен корен од К плюс 1 ќе тежи кон плюс бесконечност. Исто така и 2 пати по квадратен корен од К плюс 1 ќе тежи кон плюс бесконечност. Кај овој лимес имаме 1 врз бесконечност, што е еднакво на 0. Добивме дека лимес од АК, кога К тежи кон плюс бесконечност е еднакво на 0. Односно, низата АК конвергира
кон 0. Па тоа е вториот услов кој што требаше да биде задоволен за да кажеме дека дадениот ред конвергира според Лебницовиот критериум. Значи, од 1 и 2, односно и, а користејќи го Лебницовиот критериум, следува дека редот со општ член минус 1 по квадратен корен од k плюс 1 врска, која k се движи од 1 до плюс бесконечност, конвергира. Покажавме дека дадениот ред апсолутно дивергира и дадениот ред конвергира, оттаму може да кажеме дека дадениот ред, односно редот со општ член минус 1 на степен k по квадратен корен од k плюс 1 врска, каде што k се движи од 1 до плюс бесконечност, условно конвергира.